јавиме и пред македонскиот народ и пред светот дека во Македонија, во Скопје, се негува традицијата на антифашизмот. Скопје 1941 година се дигна против еден фашизам, против нацизмот на Хитлер. Скопје 2021 се крева против фашизмот на цркнатиот муртинец Заразаев. Никој нема да не држи под клуч. Никој нема да не брка од работните места затоа што не сакаме да примиме генетски модификатори во нашите тела. Секој оној што ќе се дрзне да отпушти вработен во сопствената фирма или во јавна институција затоа што не сака да ги прими тие опасни неиспитани инекции, да знае уште од сега ќе се соочи со Народен суд, ќе одговара по сите закони на Република Македонија, и по судски, и по морални. И кога тогаш ќе се ја плати казната? А се надевам дека казната ќе дојде многу брзо. Да не должам многу, би сакал да ја поканам докторката Слажена Велков да ни се обрати од стручен аспект што всушност е пандемијата. Дојдете, доктор. Драги пријатели, благодарност до Родина што организира протест и повик, овој протест и повик до други организации и партии да го дигнат својот глас против ова окупација и поробување. По професија сум доктор по медицина, студирав во Ниш и Скопје, каде и дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи, диплома број 8280, признаена во Македонија, Србија, Кувајт и Саудиска Арабија. Сега не работам и не ја обновувам лиценцата. Еве, за оние што викаат дека немам диплома. Сега се собравме заради нашите нарушени права на слобода, која сака да ни ја одземат под изговор дека јавното добро е над доброто на поединецот. Истото мото го користеше доктор Менгеле и заради тоа беше осуден. Од тогаш правата на човек се гарантирани со резолуција на Обединетите нации од 1948 година. Ова што денес се случува не е случајно, туку добро испланиран план за поробување на човештвото. 2010 година Рокфелер фондација објавува документ Scenarios for the Future of Technology and International Development, во кој се предвидува сценарио Lockstep, каде детално се предвидува сегашна така наречена пандемија. Се предвидуваат маски, затварања, тоталитарна контрола, мерење на температура и контрола за влез во јавен превоз и супермаркети. Дури пророчки се предвидува дека Кина прва ќе излезе од заклучување, граѓански протести и паѓање на влади заради добра организација. Понатака, Event 201 октомври се случува октомври 2019 година, значи пред да почне ова така наречена пандемија. Бил и Мелинда Гейтс, фондација Джон Хопкинс Хоспитал, значи следува сценарио на нова пандемија, пазите, на коронавирус, негово влијание на општеството, патувања, контрола на медии, интернет, цензура, финансирање на вакцини и така натаму.
И за 2 месеци во декември 2019 за голямо чудо се појави така наречен вирус. Ова е Рокфелер документ, значи ова е званичен документ. Ова е Ивент 201, званичен документ на кој присуствуваат и кинески представници, присуствуваат авиокомпании и така натаму. Да видиме која е Светска здравствена организација. Мислиме дека тоа е организација на Обединетите нации која што само се финансира и застапува интереси на земјите членки на Обединетите нации и работи за наше добро, но тоа не е точно. Во финансирањето на СЗО учествуваат приватни фондации како што се Бил и Мелинда Гейтс и Гави со околу 20%, што е поголем процент од било која земја членка. Видиме само документот. Значи, ова е официјален документ и сите може да го најдете каде што Бил, Мелинда Гейтс и неговата Гави финансираат Светска здравствена организација. Со тоа, очигледно, ја киднапираат Светска здравствена организација и диктираат нивни програми за тоталитарна контрола кои јасно ги гледаме. Заради тоа и USA, Америка излезе од Светска здравствена организација во мај 2020. Да видиме кој е Бил Гейтс. Тој не е филантроп како што лажно го представуваат платени медии, него еугеничар кој што освен што финансира и влијае врз Светската здравствена организација од 2016 година финансира и модерна истражување на МРНА вакцини и, значи, пред да дојде до пандемија, се случува тоа, и во TED конференција најави дека светот е пренаселен и дека со помош на вакцинација и контрола на репродукција, читај стерилизација, ќе ја намали популацијата на светот за 15%. Тој купи и фабрика за ковид тестови во Англија. Да видиме што се тие PCR тестови и каде е вирусот. Видовме дека Светската здравствена организација е приватно финансирана и работи за нивни наместо за наши интереси. Светската здравствена организација прогласува пандемија и во февруари 2020 година воведува PCR тест за диагностика на вирус COVID-19. Но каде е тој вирус? Дали постои вирус? Центар, Владо, само ако може еден документ. Значи, Центар за контрола на болести на Америка на 20, обрнете внимание, на 21 јули 2021 година во документ CDC, Државна Америчка агенција контрола на болести, 2019 година се вика Novel Coronavirus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel и вака вели во документот. Во време на развивање на PCR тестот не постоеше изолиран примерок на вирус достапен на CDC. Па тие развија метода на PCR диагностика без да го имаат вирусот. Тоа стои во овој документ, кој е званичен државен документ во Америка.
Милиарди PCR тестови секојдневно ви велат дека имате или немате вирус, а тој вирус не му е достапен на Центар за контрола на болести на Америка. Така пишува во нивниот званичен документ. Па кој е луд тука? Значи вирус не е изолиран. CDC кој воведе PCR тест го нема изолирано вирусот и PCR тестот не може да открие вирус кој што не постои. Со тој лажен PCR тест се ствара и одржува ова лудило на лажна пандемија. Затоа и се случуваат невозможни работи да тест од една ноздрва тестира позитивен, а од другата негативен. Имаме тука и доказ каде што пејачка, Ерика Баду, позната пејачка, нервозна заради тоа што во една ноздрва била позитивна, а во друга негативна, таа објавува нејзиниот тест. Па исто така се случува дека австријски парламентарец јавно тестира Кока-кола во парламент и Кока-кола станува позитивна. Исто се случува да председател на Танзанија, доктор по хемиски науки Џон Магафули, тестираше коза, овца, папаја, моторно масло и они се покажа исто така позитивни. И со таков неточен тест и забранети обдукции се прават пандемии на лажно позитивни, лажно болни и лажно починати. Со овој лажен PCR тест потполно здрави луѓе се прогласуваат за заразени и болни и така се прави лажна статистика на болни. Смртност на COVID се лажира така што без обдукција се прават тестови на починати од хронични и тешки болни, саобраќајки, самоубиства и сите се прогласуваат за починати од COVID-19. За тоа зборуваше во емисија доктор Пановски. Уште еднаш, обдукција е единствена научна метода за утврдување на вистинска причина за смрт и она е забранета. Да видиме дали тие PCR тестови се добри. Видовме дека не се точни, да видиме дали се добри. PCR тестот бил одобрен од Центар за контрола на болести на Америка по итна постапка во февруари 2020 година, а на 25 јул 2021 година, пред месец дена, објави дека ќе го повлече од употреба заради во декември 2021 и препорачува нови тестови кои ќе разликуваат грип од COVID. Бидејќи PCR тест не е поуздан и не разликува грип од COVID. Значи тоа стои и го имаме број 6. Ова е званичен документ од Центар за контрола на болести на Америка, каде што стои дека PCR тест не може да разликува грип од COVID. И на 25 јули е објавено дека се повлекува до крајот на годината. Сега, на основа на таков непоуздан тест се прави цела пандемија и одземање на нашите слободи. И самиот пронаоѓач, доктор Кери Малис, нагласуваше дека PCR тест не смее да се користи за диагностика. Да видиме дали PCR тестови се безбедни. Само голема Британија врати на CDC, на Центар за контрола на болести, од каде ги набавила 600.000 контаминирани тестови кои правеа лажно позитивни. А што се со другите држави кои слепо веруваа и не ги проверија PCR тестовите? Се сеќавате на слична свински грип пандемија во 2009, кога се направи паника, експрес се направија вакцини, владите ни светот купија, а потоа фрлија огромни дози на вакцини кои што луѓето масовно одбија да ги примат. Новинарката
Доктор Джейн Бургермайстер од Австрија поднесе тужба против Светската здравствена организација и Бакстер, оптужувајќи ги за биотероризам и покушај за геноцид. Имено Светската здравствена организација преку Бакстер достави до Чешка сезонска вакцина за грип, која чешките научници решија да ја тестираат и во неја најдоа смртоносен птичји грип. Се работи за лаборатории каде ваква ненамерна грешка не е можна и не се работи за една доза, него 72 килограми од смртоносен вирус. И сега CDC случајно пак погрешка пушта контаминирани тестови. Во секоја од овие години, имаме тука и слика, во секоја од овие години, сега ќе ги прочитаме, имаме и сценарио да се наплашат добро луѓе и после да им се понудат вакцините како решение. Овде се гледа 2003 SARS, 2004 bird flu, 2005 птичји грип, 2009 свински грип, 2014 ебола, мазика, па и така натаму. Значи секои 2 години измислуваат по нешто ново, по некој нов вирус и не плашат. Medicare е државна осигурителна компанија на Америка, која исплатува, обрнете внимание, исплатува на болници за смрт од пневмонија $5000, за смрт од COVID пневмонија, доколку е регистриран као COVID, $13,000. Доколку пациент ќе умре на респиратор, се плаќа на болница во Америка $39,000. За тука не знам податоци. Очигледно се гледа интерес на болниците да диагностицираат COVID смртност. Лично имам сретното човек, а и слушнав за други, на кои што им беа нудени пари да пристанат да се прогласат за починати од COVID, нивните роднини кои почина од инфаркт, мозочен удар, саобраќајки и рак и понатаму. Од сето ова јасно се гледа дека ова пандемија е лажна, зашто е базирана на неизолиран вирус, контаминиран и неточен PCR тест и лажна статистика на болни и починати. Колку време е потребно за развивање на вакцина? Досега истражувањата за да се одобри вакцина траја од 10 до 15 години. А за колку се разви и одобри оваа вакцина? За неколку месеци. И тие вакцини биле безбедни. Очигледно се работи за експериментални вакцини, а во експериментот луѓето се заморци. Се присилува со уцени и одземање на основни човекови слободи да се прими експериментална вакцина за чии последици не одговара ниту произведувач, ниту држава која условува да ја примите и не потпишува согласност да ја земете на своја одговорност. Значи, нема фондови за обештетување од последици на експериментални вакцини. Во исто време во Америка постои федерален суд за вакцини кои за другите вакцини досега исплати околу $4,5 милијарди на оштетените. Каде нестана грипот? Во Србија, на пример, во 2018 на 19 само за 6 недели се пријавени 29 починати и над 100.000 заболени за само 6 недели. А во 2020 на 21 имаме 0 починати и 0 заболени. Во Англија во периодот 2015 до 2019 починати од грип од 4 до 22.000 по сезона. А во 2020-2021 0.
Очигледно починатите од грип, и за тоа исто имаме податоци, очигледно починатите од грип се претвориле во починати од COVID со лажниот PCR тест. Со сите овие квази научни методи и манипулации, комплетна медицинска наука е фрлена во вода и народот изманипулиран. Кој профитира, а кој губи? Фармакоиндустрија и банки профитираат. А губиме сите ние зашто ни се одземаат слободите, а заради заклучување и рестрикции се уништува економија, енормно задолжување на државите и се влага во должничко робство. Што се случува со оние што размислуваат со своја глава? Председател на Белорусија ја сметал пандемијата за психоза и одбил понуда од прво 90 па потоа $900 милиони да воведе заклучување и ковид мерки. Заради тоа доби шарена револуција. Лидери на 4 афрички земји кои одбија да воведат мерки ненајдено починаа. Танзанија, Џон Магафули, Обала на Слоновача, Хамед Бакајако, Есватини, поранешен Свазиленд, Амбросе Дламини, Бурунди, Пјер Нкурунза. Сите тие починаа ненајдено, веднаш после одбивање на соработка со Светската здравствена организација. А на председател на Мадагаскар, Ендри Ајолина, кој не воведе мерки и објави да има природен лек за COVID, беше извршен неуспешен атентат. Демократска народна република Кореја поручи на Светската здравствена организација дека во нивната земја нема ниту еден случај на COVID-19, исто така нема ни вакцини. И да видиме сега зошто луѓето умираат. СЗО до сега има над 11 различни терапии кои беа повлечени како неадекватни. Кој ќе одговара за последици и починати од погрешни терапии? Докторка Флавија Гросан, пулмолог од Романија, успешно лекуваше неколку илјади пациенти со терапија на пнеумонија наместо на светската СЗО терапија и вели дека луѓето умираат од погрешна терапија, а не од COVID. Смета дека тоа што ги убива пациентите се токсични лекарства, преголемо количество на кислород што предизвикува мозочен едем и смрт, како и респиратори. Знаеме дека од респиратори пукаат туѓа. Доктор Владимир Зеленко од Америка, кој успешно го излечи и председателот Трамп, вели дека вакцините предизвикуваат згручување на крвта. Тој ги третираше пациентите со хлорокин и ивермектин. А зошто хлорокин и ивермектин се успешни кај COVID? Затоа што се силни антикоагуланси спречуваат згручување на крвта. Во Македонија на 24 вести неодамна беше објавено пред некој ден дека болни од така наречен COVID кои се лекуваат во болниците во моментот се вакцинирани. Исто така беше објавено дека во Тетово сите починати од COVID се вакцинирани, 6 со 1 доза и 1 со 2 дози. Докторка Нада Јуринчиќ од Хрватска прашува зошто не се прави диференцијална диагноза за да се исклучат други можни узроци на болеста, како што се труење или бактериска упала, него веднаш се диагностицира COVID. Секој лекар знае дека секогаш мора да се направи диференцијална диагноза. Таа вели дека ниедна епидемија во Африка која она ја водела немала бранови и не трајала повеќе од 4 месеци. Овде очигледно не се работи за глобален медицински апартхейд, очигледна цел е поробување и економско робство на човештвото. Ниту втора, ниту трета доза не е крај. Во Израел веќе е соопштено дека сертификати ќе важат само 6 месеци до следната доза.
Зошто лекари, професори, научници кои имаат поинаков став за пандемијата не може да ги вкрстат мислењата и аргументите, него им се прети со откази и одземање на лиценца. Резолуција 2361 е донесена оваа 21 година од Советот на Европа за незадолжителна вакцинација и содржи два важни члена и тоа. Член 731 кој вели граѓаните треба да се осигурат и да бидат информирани дека вакцинацијата е незадолжителна и дека никој не е под политичко, социјални или друг притисок да се вакцинира ако тој или таа не сака лично да го стори тоа. Член 732 вели да се осигура дека никој не е дискриминиран доколку не е вакциниран, поради потенцијален здравствен ризик или поради несакање да се вакцинира. После судење на доктор Менгеле донесен е Нирнбергскиот кодекс со кој се осудува и забранува експериментирање на луѓето под било каков изговор, вклучувајќи и разноразни emergencies, значи итни состојби како што се пандемии, што сега е случај. Меѓународниот совет за граѓански и политички права 1966 година наведува: никој не може да биде предмет на медицински или научен експеримент без негова согласност. Долу за медицински фашизам! Долу! Долу за медицински апартеид! Да живее слободата! Благодарам на докторката Слаđana Велков на обемното излагање. Го повикувам Томчо Ширков, фармаколог, да ни објасни исто околу составот на вакцините и се околу пандемијата. Добро вечер, теоретичари на заговори. Да ве поздравам, прекрасни луѓе. Морам малку да се нашалам, пошто веќе етикети ефтени ги спозалепија, оваа е една од појаките и подолготрајна. Меѓутоа, вие сте борци за слобода, вие сте борци за вистината. Наискрено тоа го мислам и да ви се заблагодарам што дојдовте вечерва, иако секој собир, секој нареден протест има се повеќе и повеќе обструкции, притисоци, поделби, наместени расправи, кавги и така натаму. Сега, знам дека од повеќето наместени провокации беше и една од тие дали има вирус, дали нема вирус, заедно со таблите не сакам да мијам раце и така натаму, за да протестите изгледаат што по-небањати, што по-рудиментирани и така натаму. Значи, бидејќи е многу зборувано, ќе бидам краток и дециден. Вирус како вирус се разбира дека постои, меѓутоа многу луѓе што не знаат. Не знаат дека вирусот не е диагностициран ин виво, во живо. Не знаат дека генерално секој вирус, не овој така наречениот, него секој вирус не е жив. Ги нема одликите на живо створење, живо суштество, жива клетка. Значи, вирусот е алгоритам. Алгоритам, зол алгоритам, односно злобен, кој што носи со себе злобна информација. Сте се запрашале ли зошто компјутерите немаат бактериска инфекција? Зошто системите, не знам, немаат рикециска инфекција? Затоа што вирусот е алгоритам, носи со себе само негативна информација која што може во нашиот организам да оживе. Што ми е поентата? Поентата ми е дека не можеш да убиеш нешто што не е живо. Поентата на хунтата и поентата на светскиот глобалистички режим е дека ние ќе го победиме вирусот, дека ќе го убиеме. Значи, тоа е Сизифова борба која што може да трае безкрај. Може да трае после третата, прво беше нели една вакцина и готово го убиваме вирусот, го поништуваме. Втора, трета, сега ги видовме вакциналните картони на кои што има 9-та, 10-та, некој има и со 12 во Австралија 12 дози. Планира тоа се вика Пикадо систем. Значи, буквално перниче за игли.
Главната поента на сето тоа што не е ни борба против инфекција, не е ни ништо. Главната поента е сегрегација. Сегрегација на општеството, поделба, која што поделба оди поделба во 5 чекори. Значи, поделбата во 5 чекори е следна. Најпрво се плашат луѓето до максимум, така тргна и кај нас. Гробишта, секој ден слики од гробишта, овој умрел, тој умрел, сите умреле, и така натаму. Жената што падна од тераса, скрши колку умрело од корона, Амди Бајрам умрел од корона, сите можни луѓе со 10 диагнози умрел од корона. Следниот чекор оди дека мора да се вакцинираме. Следниот чекор од кога ќе се вакцинираме, вакцините не делуваат затоа што е страшно опасна болеста, и следниот чекор е сегрегација. Да покажат сила, ти можеш, ти не можеш, овој може, тој не може. Односно, како што е конкретно, например, нашата идеја и конкретно на нашата партија Родина Македонија, идејата е слобода на избор, право на избор. Нивната идеја на глобалофашизмот, идејата е немање слобода, немање избор. Значи, или ќе се вакцинираш, или ќе немаш леп, или ќе се вакцинираш, или ќе немаш слобода на движење, или ќе се подчиниш на глобалниот систем, или ќе не можеш да мрднеш. Идејата е да се воведат смарт сити, паметни градови, на кои што на 5 км, на 10 км ќе треба да те контролираат, на кои што ќе те снима камера секаде, во тоалетот, на кои што ќе те чипуваат. Главната поента е контрола и одземање на слободите и правата. Сега, сигурно ќе си речете тоа е далеко од нас, затоа што ние сме рудиментална средина, ние сме Северџистан и тоа е далеко од нас. Немојте да се лажете, затоа што колку е условно кажано оној на врвот попрост, поцрпнат, толку полесно ги спроведува директивите. Односно, што сакам конкретно да ви кажам? Сакам да ви кажам дека ситуацијата ќе се влошува, не сакам да ве плашам, меѓутоа, од нас зависи дали ние ќе прифатиме. Главната поента е дека се уште ова е апартхед и оди во апартхед, во линија на нагорна линија на апартхед. Значи, реално има негде 24-25% вакцинирани. Сега, следниот чекор во тие 5 чекори, кој е нивни? Да се насочат вакцинираните против невакцинираните. Ние меѓу себе да се караме, да се расправаме, да се обвинуваме, заради тебе се мерките, не заради мене, заради тебе умре овој, оди покажи му на тој на семејството што му умре татко му дека нема вирус и така натаму. Затоа што тој систем уште од Рим, од Цезар навака и од Нерон навака, раздели па владеј. Затоа сакам да ве повикам сите, дека сакам да ги повикам, и бидејќи осетив дека на минатите протести имаше повеќе, сега се плашат. Дали се политички противници, дали се општествени противници, дали се вакцинирани, дали се покајници, сите да дојдат како во Франција, како во Холандија, како во сите нормални, како во Шведска посебно. Затоа што не станува збор за тоа дали се вакцинирани, не се вакцинирани. Станува збор за поделбата, станува збор за одземањето на основните гарантирани човекови права и слободи. Тоа е поентата. Сега. Сега. Главната поента е дека видовме транспаренти кои што повторно ние сега овде се бориме против поделба и против сегрегација, а имаше луѓе, не навлегувам сега дали се тоа корисни идиоти или луѓе од службите, кои што доаѓа со транспаренти, не се добродојдени овие, не се добродојдени оние, да не ги именувам, не се добродојдени левичари, не се добродојдени политичари. Значи, сите кои што се борат за слободата, сите кои што размислуваат здраво, сите разбудени, така ќе кажам, се добродојдени. Затоа што помеѓу теорија на заговор, јас верувам дека постои само пракса на заговор и идеално исполнет заговор, или заговор исполнет со грешки. Помеѓу теорија на заговор и заговор во практика, отелотворен, имаме само разлика од 6 месеци. Сега, како одеше процедурата на исполнување на заговорот? Значи, најпрво, додека ние немавме вакцини, бидејќи живееме во Северџистан, дури и отров не сакат да ни дадат без пари, немавме нели вакцини, и како одеше, излегуваше министерот, излегуваа представници на кризниот штаб, кои што велеа: човекот кој што прележал треба да стекнеме имунитет на стадо. И постојано го повторуваат. Значи, не случајно е тоа стадо. Значи, имунитет на стадо така што ќе прележиме. Зошто? Затоа што кога ќе ја прележиме инфекцијата, било која инфекција, ќе стекнеме имунитет кој што е долготраен и силен.
и кој што е 5 до 7 пати посилен отколку вакциналниот имунитет. Супер! Тоа тераше така се додека во Србија не се појави вишок од 800.000 вакцини. Тоа тераше така се додека во Франција не се појави вишок од 1,5 милион вакцини, кои што они немаат што да им прават, бидејќи нивното население не се вакцинира, и они донесуваат указ, тоест декрет, владин декрет, со кој што тие вакцини мораат да ги дадат на неразвиени, внимавајте, неразвиени и сиромашни земји. Да не читам сега, ја имам листата, меѓутоа и памтам, во тие земји спаѓаат Буркина Фасо, Луанда, Непал, Чад, Ангола, Сомалија и Северна Република Македонија. Значи, за Северџистан е наменето остатокот, отпадот, ѓубрето од сите што не сакаат да ги примат вакцините. Тоа беше така одеше процедурата. Сега, откога го добивме ѓубрето, отпадокот, кој што никој не сака да го прими, почна вакцинацијата и не се вакцинира реално некои луѓе кои што сакаат, тоа е слобода на избор, нели, ние сме за слобода на избор, 15% луѓе се вакцинира, сироти луѓе, залажани, заблудени и така натаму, и сега требаше да почне да опаѓа. Меѓутоа, они видоа дека 15% не им брка работа, затоа што инсистира на југословенска вакцинација. Југословенска вакцинација што значи? Над 85-90% населението да се извакцинира. Само тогаш ќе сме постигнале. Сега, веќе не важи тоа дека природниот имунитет е 5 до 7 пати појак, сега важи дека и тие што прележале, и тие кои што сите треба да примат вакцина, а тој што прележал и што има реално, да речеме, силни не се ни толку битни антителата, има макрофаги, има натромболклетки, клетки, има ЦП фактор, има да не ве замарам. Значи има природен имунитет. Тоа е исто како човекот да е добро заштитен во услови на зима. Еве има облечено јакна, дебела, монтка, кожна. Сега вие му велите, соблечи си ја јакната, биди гол, ќе ти облечиме ние железен оклоп. И сега се прашува човекот, си вели, железен оклоп, зашто го носам џабе да ми тежи? Така треба. Си прележал повторно, сега можеш да се вакцинираш. Значи умот на народот му го испија. Јас сакам од овде да ве повикам, значи никој да не се вакцинира, меѓутоа тие што сметате, што сакате, што сметате дека е така подобро, посебно да не се вакцинираат млади луѓе кои што немаат деца, и посебно да не се вакцинираат трудници, посебно да не се вакцинираат загрозени групи кои што имаат хронични заболувања. Зошто? Автоимуни, точно така. Затоа што тогаш ризикот е многу поголем. Значи, најлоше е да вие имате прележано и подоцна да се вакцинирате. Исто така смртоносни коктели. Кинеската не делува, Pfizer делува. Pfizer не делува, Модерна делува. Има луѓе што знам кои што си имаат вакцинирано и со едното и со другото се прележани. И после не можат да станат по 3 недели од кревет, меѓутоа они мислат дека и покрај тоа што се вакцинирани се разболеле. Сега, кога сме кај вакцина цело време, сакајќи, не сакајќи се наметна во општествениот дискурс зборот вакцина, значи најодговорно сакам да ви кажам дека овие имуномодераторни инфекции кои што го модулираат, односно го променуваат нашиот имунитет, имуномодератори, односно експериментален бустер, кој што го примаме ние во нашето тело, нема В од вакцина. Што значи вакцина? Вакцина, вака, збор крава, значи, доаѓа од тоа што порано и вметнувале причинител, односно некоја бактерија или гној и така натаму во кравите, и во нивниот серум го наоѓале, го изолирале причинителот и подоцна го атенуирале, да не ве замарам со изрази, го умртвувале причинителот. Тоа е најчесто бактерија. А како што реков на почетокот, не можеш да умртвиш нешто што е веќе мртво. Затоа се проблематични сите вирусни, значи внимавајте, сите вирусни инфекции сите вирусни вакцини за вирусни инфекции се проблематични. Дали е ХПВ, дали е СИДА, AIDS, дали е H1N1, дали е свински грип, било која вирусна инфекција, вакцинацијата неуспешна, полуспешна, значи ова е по мејнстрим мерила. Не е ова по мерила на небањати црнокошулјаши. Ова е по мерила мејнстрим, значи секоја вирусна инфекција, вакцинацијата против неја е неуспешна. И сега, доаѓаме до главниот момент. Ние овдека вакцините кои што се најдобри, вакцините повторно, најдобри, затоа што кинеските не се добри, сега со Pfizer. Па и Pfizer не се толку добри, најдобри се Модерна. Сега, што значи, ние викаме Модерна? Не знам зошто, тоа е новинарска патка, така се изговара.
Меѓутоа, вакцината се вика mRNA. Значи, mRNA го моделира РНА, односно рибонуклеинската киселина. Работата е вовед во транshуманизам. Работата е дека првата нема да делува уште едно моделирање, втората нема да делува уште едно моделирање. И така, на некои вакцинални картони има 8, на некои 10, на некои 12 дози. Да не измоделира до ниво на зомби, до ниво на андроиди, до ниво на трансхуманизам. На некој може да му изгледа смешно, може да бидам ја теоретичар на заговор, меѓутоа, како што реков, најчесто се убрза времето, порано беше година дена помеѓу теорија на заговор и реалност, сега е негде 6 месеца, се надевам ќе падне на 3 месеца. Мислам, се надевам дека треба да успее, ама како што да работите на 3. Меѓутоа, дали се ова ќе успее зависи од нас. Тоа е главно. Дали се ова ќе успее зависи од нас. И на крајот на денот, вакцините по вакцините, да видиме како оди процесот на вакцинација во светот и кај нас. Значи, направив една моја лична пилот студија, која земја е приближно земав две земји кои што се многу блиски по рангирањето во светот, условно кажано медицинското рангирање во светот и по бројот на жители. Едната земја има околу 7,5 милиони жители, тоа е соседна Бугарија, и другата земја е Израел, која што тврди дека има 8 милиони. Тоа е проблематично затоа што има таму палестинци, избеглици, курди, меѓутоа тука се 7,5 со 8 милиони жители. Во Израел се вакцинирани над 60%, тоа се официјални бројки, неофицијални над 70%. Во Бугарија се вакцинирани од 12 до 15%. Сега, може да замислите, 70 према 12 до 15. Во Бугарија, бројот на новозаболени изнесува помеѓу 150 и 250, најчесто се 209-207. Во Израел, бројот на новозаболени е 5900, 6200, достигни 6900, 7000. Разбирате, 200 наспрема 7000. Тие се вакцинирани, сега што правиме? Вакцинирани се имаат 7000 новозаболени. Значи, вакцинираниот по нивно признание, по признание на Светска здравствена организација, вакцинираниот повторно мора да држи дистанца. Вакцинираниот повторно мора да носи маска. Вакцинираниот повторно може да заболи. Вакцинираниот од кога ќе заболи, повторно може да биде критичен и да заврши на апарати и да умре. Вакцинираниот може се што и невакцинираниот, во негативна смисла. Единствено што вакцинираниот не може да заболи од 20% несаканите ефекти на вакцините и вакцинираниот не може да умре, невакцинираниот не може да умре од вакцината. Што ќе кажеме дека сепак има една предност невакцинираниот. Па вие како сакате? Вакцинацијата сега нас не пати, ама што значи тоа, дали сите ќе умрат што се вакцинирале? Не, нема сите да умрат, меѓутоа некој ќе има парези, некој ќе има парализи, некој ќе има тремор, друг ќе има миокардитис, друг ќе има хепатитис, друг ќе има воспаление на слезината и така натаму и така натаму. Може некој ќе нема никаков проблем. Меѓутоа, ако е доволно здрав, ако Бог го погледа и го помилува, да се надеваме дека се повеќе ќе бидат такви. Меѓутоа, тоа е руски рулет. Буквално руски рулет, 20% е една петина. Имате 5 празни дупчиња во пиштолот, односно во добошот на пиштолот во буренцето, и имате еден куршум. Тоа е 20%. И кликате. Клик празно, клик празно, клик празно. Па! Нема враќање. Тоа е. 20% нема враќање. Значи, главната поента на сево ова не е никаква здравствена заштита, не е никаков алтруизам за ваше добро и така натаму. Знаете дека налогорите на смртта во Треблинка. На некој во Аушвиц пишувало работата ослободува, овде сте за ваше добро, а на некој пишувало за подобро утре. Значи, за подобро утро, за ваше добро се веќе видени максими кои што ги имало на Треблинка и на Аушвиц. Истава ситуација е сега, само што сега е многу посуптилно, како што некои многу поголеми умови од нас заклучиле дека следниот пат кога ќе дојде фашизмот ќе има лик на алтруизам и ќе ја користи повторно секвенцата за ваше добро, но ќе биде многу по-добро маскиран и прикриен. Сега гледам дека борбата повторно оди разединета, повторно сме поделени и гледам дека тие кои што се за слобода на избор, односно да избереме што сакаме,
не знам, 2% се борат за дрва, да не се сечат дрвата во парковите, 2% се борат за чист воздух, 2% се борат за да не сегрегираат, 2% се борат за да не поведат сеопфатно сексуално образование, 2% се борат за обавезна ЛГБТ настава, 2% се борат за политиката. Луѓе, да сватите дека целава ова дотеран фашизам потекнува од горе, од ваму и од пред влада. Значи, хунтата е неслучајно е хунта. Хунтата е одговорна за се. Не можеме да се избориме 2% ваму, 2% таму. Додека не падне хунтата, ништо не правиме. Сите зла поаѓаат од хунтата. Колку е по-прост, по-ограничен, по-кратко глед врвот на хунтата, толку по-успешно се спроведува општото сценарио. Тоа е тоа и сакам да ве замолам постојано да знаете дека имаме избор, да не гледаме дефетистички, да не ги употребуваме термините па немаме избор, па што ќе правиме, па ќе не принудат. Не, значи, тоа е нивната желба. Меѓутоа, знајте дека нема да успеат, треба да издржиме. Никој не може да ве принуди. Никој не може. Кафана, не идам у кафана. Кафаната многу побрзо, ресторанот многу побрзо ќе попушти него ние што ќе попуштиме. Значи, оваа земја имала многу поголеми притисоци. Овој народ, нашите дедовци, имале многу поголеми притисоци. Во оваа земја со камшик, со ќотек се тепале, луѓето им се ограничувало движењето, исто како сега што им се ограничува движењето. Меѓутоа сме издржале. Оваа земја била и Јужна Бановина, била и Источна Румелија, била Западна Болгарија, била се нешто, меѓутоа си останала Македонија. Македонија е гробница. Гробница на империи, гробница на режими, гробница на диктатори. Македонија е вечна. Македонија ќе победи. Бидете ми живи и здрави и со Господ напред. Добро вечер. Добро вечер на сите. Во Охрид кога зборував им се обратив на присутните сите паметни. Меѓутоа, ја однел ѓаволот шегата, не распаметија и ние што сме посвесните и оние кои што делува од страв па се вакцинира. Многу се кажа сега, дори се чудам што да кажам, меѓутоа ќе кажам. Што ќе кажам? Една ретроспектива уште од март кога ја прогласија короната дека постои. На почеток сакам да ги повикам, еве мнозина од вас снимате, па верувам дека ќе ги охрабриме сите наши браќа и сестри, сограѓани, без разлика вера, нација, ги повикувам да се солидаризираат овдека со нас. Зошто? Затоа што меѓу нашите роднини, пријатели, има и такви што се вакцинирани. А пред да се вакцинираат и пред овие мерки да се донесат режимски, фашистички, ние се дружевме. Какви ќе бидат кафињата без нив? Какви ќе бидат дружбите без нив? Ниту дружбите ќе бидат дружби, ниту кафето сладко без оние што се вакцинирани, а ние не вакцинирани. Сега ова сакам да кажам. Уште на почетокот, кога се прогласи дека има многу, односно сите знаеме дека најлошите карантини, најригорозните полициски часови си ги одседувавме дома со многу мал број на заболени, дури немаше по болниците. Сите знаеме дека беше така. Сега, зошто се доведовме, значи, постои таа пандемија, корона, постои, луѓето се заразуваат, јас тоа што го гледам, јас не знам, еве имаше постручни анализи, имало, немало, јас гледам дека има и гледам дека умираат, меѓутоа, умираат луѓето. Зошто умреат толку многу луѓе, сакам да кажам? Значи,
сакала јас зборувала, ја мешала политиката или не, сиот извор на нашите маки, на патењето, на губење работа и оние што покрај домашните што морале да ги негуваат, останале не оделе на работа, останале без средства. На било каков начин на Исусови маки бевме ставени. Зошто? Заради тој извор на секое зло. Затоа што се срочи еден, како се викаше, штаб, кризен штаб. Затоа што направија кризен штаб кој што најмногу носеа мерки, карантини, полициски часови, политички мерки. Мерки кои што лани не знам колку пратите, меѓутоа јас ја пратам политиката. Сите гледавме, вадеа луѓето видеа, дека тие полициски часови беа токму за оваа нечовечка власт предавничка, кога им беше за подкуп. Сите гледавме дека масовно, ние овдека сме мала бројка, значи по тие шутка малата што ги викам јас, па тоа пакети се делеа за подкуп пред избори, тоа беше масовно. А додека ни беше забрането вака да излегуваме и да го кренеме својот глас, да се побуниме за тие мерки. Затоа што излегувавме, ни наоѓаа 350 мани, не смееме да излегуваме, немаме маски, луѓето ги казнуваа по 2000 евра. Па и не знам колку, пред неколку месеци 400 луѓе беа казнети заради неносење па за тие мерки за надвор, па не уништија живи. Значи надвор господинот Сезнај, кој министер и премиер и се живо, излезе така храбро кажа дека короната лази по асфалтот и со мало ветерче летала во нос. А сосема друго е, значи луѓето пред мене што зборуваа објаснија како се заразува, ако си непосредно еден во друг, значи од водата што излегува од уста или се гушнеш. И да не навлегувам во тоа. Значи сите мерки им беа носени касно. Еве сега да не се осврнувам значи за подалеку. Еве сведоци сме сега. Значи нарочито овој пик како се случи? Токму со вакцинираните, токму тие што се охрабрија дека нема да се разболат. Меѓу тие што беа невакцинираните, збуфна пак болеста, полни се болниците. И што направија? Зошто беа задоцнети? Затоа што чекаа од партијата ДУИ рамковниот да го славеле, не знам таму колку дена, 4-5 дена. Сега кога сме тука, кај славењето, знаете зошто испоумреа луѓето најмногу? И како им е парадокс и лага дека се грижат за народот. Не се грижат. Ако ни ја дале вакцината со умисла е кој скап лек до сега ви е даден бесплатно. Постои ли таков? Не постои. Зошто ја даваат вакцината? Они си знаат, ама и ние си знаеме. Се што требаше да направат, оние витамини, D3, С витамин, не знам, Б комплекс и кои уште беа. Јас не сум прележала, фала Богу, меѓутоа моите деца прележа. И знам, кажува, вика, ако сакаш да му помогнеш на народот, тие витамини, сега во овие кризни моменти, ќе ги ставевте на позитивна листа, а не D-витамин, ги сокрија D-витамин од 200 денари, ги извадија од 700. Купувај народот, задолжувај се, тие што можеа да се задолжат, а тие што не можеа да се задолжат, умираа за лек. Ете, таа е таа негрижата и таа е таа лагата што овдека сега они изиграваат некој и контрадикторностите на Караджовски. Народот е крив што се разболел. Па ајде те прашам, ти исто така се разболе од ковид. Каде беше, еве, ти си еден од послушните. Како он се разболе?
Еве, уште не е одговорил на тоа прашање, а страшно сум засегната да слушнам како тоа он се разболя. Да не дозволуваме да не поделат. Политички веќе не поделија. На северџани, на патриоти, сега па на вакцинирани и на невакцинирани. Разберете, луѓе, ќе помине ова. Томче убаво кажа, ќе останат последиците. Само треба да се издржи. Дали здравствено? Изворот, зошто ние сме болни толку многу на 1.200.000, се токму овие откарши. Изворот на нашето патење дека ништо во оваа држава не се прави за народот, не само за здравието. Завртете се околу вас да ги видите овие ленти кај што треба да имат цвеќиња, колку е суво. Понатака да не ве пратам да видите колку е прљаво. Тоа е здравието. Сега ќе речете дека мешам. Ама и тоа е здравието. Нема клупа чиста, нема тротоар изчистен. Тотална негрижа. Кај сте виделе дрва усред лето да бидат жолти? Немаат вода. Значи ова ќе треба многу храброст и не да излеземе 100, 200, 300 луѓе. Ве повикувам масовно сите да излеземе. Да се избориме од ова зло, што ни ги нанесува тие маки и патења и разболувања, а не лажат и ни мачкаат очи. Сега ми тека што се сеќавате колку викаат дека можеме да одиме кој ќе имало попис. На попис можеме да ни доаѓаат луѓе за да не попишуваат. Значи во екот на пикот беше тоа. Самите беа дезориентирани што да направат. Кога навистина се наполнија болниците, они рачната ја кренаа, ајде го поместија пописот. Сега не плашат со некои си нови соеви на вируси, на ковиди, ама викаат нема да се одложи пописот. И уште ни се закануваат. Ако не се попишете, ќе сносите последици. Баш ме интересира мене лично за последиците. Ако мисли дека со 100 евра ќе ме казни, ич не ми исплашил. Токму во тоа време исто требаше да се случи и пописот. Луѓето пак се разболува. Па тие се тие погрешни мерки кои не доведоа до 4000 умрени луѓе. Тие се тие мерки. Значи погрешните луѓе на погрешно место во погрешно време. Издржете, македонци. Мораме, малце сме 1.200.000. Мораме да останеме за да се шири нашата лоза и не ја даваме Македонија, а овие ваму ќе ги срушиме. Не се посилни од народот. Во народот е силата, тоа треба да им биде јасно. Ви благодарам што ме слушате. Благодарам, Вики. Зоки. Добро вечер, почитувани борци. Помалку сме од минатиот пат, ама не сме така малку. Кастро со 10 души ја почна револуцијата. Имаше митинг од 10.000 души, имаше митинг од 5.000 и ниеден мейнстрим медиум не кажа ништо. Сем некои таму на интернет што почнаа да не обележуваат антиваксери, ама закаснија. Ние сами си сме обележани. Ние сме тие. Не сме антиваксери, ама така не нарекуваат. Тоа е. Имам едно прашање, зошто медиумите не известуваат за нас? Имам прашање, зошто министерот своето внуче го вакцинира со капаче? Така е. И имам една новост да ви ја кажам сега. Има една апликација се вика Bluetooth скенер. Тие што имаат телефони понови со 5.0 Bluetooth да си ја симнат и кога ќе скенираат Bluetooth врски, уредите што не можат да се препознаат се у суштина вакцинираните околу вас. Како се доближувате до нив, така свири врската. Значи, пробајте, разговарајте со луѓето, кажете им да ни се придружуваат. Ова нема да трае
2, 3, 5, 10 дена, ова ќе трае долго време, пошто не присилна, него уценетата вакцинација ќе трае долго. Тие не присилуваат, ама не уценуваат. Чи ја бев студент на медицински факултет и денес се гордеам што не завршив. Медицината повеќе не е така благородна струка, а се гледа уште кога ќе влезите на клинички, кога ќе ви наплатат паркинг. Дерењето на пациентите почнува од паркингот па нагоре. Чи срамота е за еден здравствен систем, срамота е за една држава. Срамота е за докторите. Оние што се одважиле, му се закануваат со одземање на лиценца. А што е лиценца? Лиценца е инструмент за уцена на докторите што не сакаат да работат понивно. Секаде е присутна уцената. Меѓутоа, ја би ги прашал сите, што ќе ви е вас животот, што ќе ви е станот, што ќе го платите на кредитот од платата, ако утре немате поколенија, ако вашите деца не можат да дочекаат внучиња. Ние теоретичарите на завера тресиме глупости, а тие статистичарите кажуваат дека секој трет брачен пар има деца со инвитро. Тоа не е теорија на завера, тоа е вистина. Распрашајте се по луѓето, разговарајте и повикувајте ги од ден на ден да бидеме се помасовни и се помасовни. Благодарам. Благодарам, Зоке. Дали уште некој од присутните сака да земе збор да се обрати? Тогаш јас ќе искористам момент да се обратам уште малку. Ќе ја цитирам популарната наша хероина Мирка Велиновска. Не е присутна вечерва со нас овдека, но со духот е тука и ќе биде и ќе застане заедно со нас во борбата до конечно ослободување од ова зло. Таа даде една формула како лесно може да се победи овој чин од хартија. Буквално чин од хартија. На нивните фашистички мерки на забранување на наше присуство во сите јавни институции, во затворени простори, на нашите работни места и секаде, ние треба да им одговориме со генерална граѓанска непослушност. Да го запрашам Зоран Заев, како бе бате од црпнато ќе ги платиш платите на вакцинираните, пензиите на вакцинираните, како ќе ги исплатиш сите буџетски средства, ако јас и сите ние тука и сите повеќе од 70% невакцинирани во Македонија, нема ниту денар во вашата каса повеќе да ставаме. Од што ќе платиш, идиоту? Ќе се распаднеш како кула од карти. Се наоѓате во време и место каде што целиот свет буквално се буди на сите 6 континенти. Ако една Австралија успева покрај сите фашистички мерки со воведување војска и полиција на улица да не го помине прагот од 17% на вакцинирани луѓе, ако една Франција 6-ти викенд поред со милиони луѓе излага на улица, ако цела Европа најавува дека ќе се дигне на револуција, па каде бе ти, зајко, ќе се сокриеш, бре? Дали мислиш дека тука ние ќе те оставиме да правиш експерименти врз нас? Не бе, пиле цркнато, не! Крајот ти се ближи. Но едно сакам да знае македонскиот народ. Не е само Зајко крив. Криви се сите 120 идиоти кои што во оваа зграда одека земаат пари од нас. Пред 15 дена ние ги повикавме и ВМРО, ДПМН и Левица да покренат итна собраниска седница за поништување на фашистичките мерки.
Ниту ДПМН, ниту левица не се одзва. Молк, штама. Па господа од ДПМН и од левица, вие сте соучесници. Кога молчите, вие не сте ништо подобри од Заев и неговата хунта. Народот ќе ве казни, дали на 15 октомври, дали преку улица, дали преку граѓанска непослушност. Сите ќе заминете во историјата. Да ве охрабрам, сите убави луѓе кои сте овдека вечерва присутни. Вие сте тие кои што ќе му дадете мотор и енергија на целово движење. Ова не се само обични јалови протести. Ова прераснува во антифашистички, антиковид фашистички фронт, кој што нема да запре само овде и само вечерва. И да им упатам порака на сите недобронамерни, служби ли се, што ли се. Джабе ви се сите тие провокатори кои што во изминатите протести вие ги инфилтриравте, да не представат како небањати, како луди, како теоретичари на заговори. Нема да ви успее. Јас ви гарантирам и ние сите вечера тука присутни. Ви гарантираме. Нема да ви успее. Ќе ве отдуваме како меур од сапуница. Толку ви е тежината, не тежите ништо повеќе. Вашата моќ, привидна моќ, се базира само на стравот кој што го пласирате преку вашите платенички измекарски медиуми. Секојдневно ги плашите луѓето дека ако не се вакцинираат ќе останат без работа, дека ако не се вакцинираат ќе бидат заклучени. Видете како дрско ни се закануваат. Доколку не се вакцинирате, вие ќе бидете виновни за целата држава да оди во септември или во октомври под клуч. Па до каде бре идиоти ќе одите бре? До каде? Додека има послушен народ, да. Но се надевам дека тој послушен народ не е повеќе од 20%. Погледнете ги сите кафетерии, сите ресторани наоколу, ќе видите дека не се ни 15% од своите капацитети полни. Ги повикувам и нив. Немој да мислите дека ако сте вакцинирани, ако сте го добиле тоа послучи нацистичко Аусвајс, дека вие ќе поминете подобро од другите. Не. И кај вас ќе зачука фашизмот на вашите врати. Кога немате од каде да примите плата, кога ќе немате од каде да примите социјално и здравствено осигурување, кога нема од каде да примате пензии, тогаш ќе ве прашам. А ние во меѓувреме не само што ќе направиме граѓанска непослушност, туку и ќе се социјализираме, ќе направиме организирање на секој од нас во целата држава. Што му треба ќе го снабдуваме. Ќе ги дадеме своите автомобили, лични автомобили во таа кауза и ќе носиме храна, лекови, облека, се што му е потребно на македонскиот народ да ја преживее ова лудило и пандемија, овој фашистички терор. Вие што ќе правите, бе, господа, од другата страна? Вие 120, што веќе почнавте неформална кампања за локалните избори. Како не ви е срам? Вас ви е до асфалтирање на улици? Вас ви е до поставување на нови улични светилки? До канализации? До зазеленување некои велат? Па како не ви е срам, бре, да велите во момент кога во една држава имате фашизм на дело, дека ќе зазеленувате градови, тоа е исто како во 1941 некои идиоти да се заложеле за зазеленување на логорите Аушвиц и Требринка. Првин треба да се ослободи Македонија, да се победи фашизмот. Па после, бе, господа, ќе се грижиме за канализации, за шахти, за осветлување и за зазеленување. Ве повикувам овој собир вечерва да не биде последен. Туку во се поголем и поголем број да се собираме до конечниот успех до соборување на оваа идиотска влада. Ви благодарам.